Председателот на СДСМ Венко Филипче предупредува на ризиците што изградбата на дата центрите може да ги донесе за снабдувањето со вода, земјоделството и цената на електричната енергија. Тој рече дека центрите ќе трошат големи количества вода и енергија, отворајќи прашање дали земјоделците би можеле да се соочат со недостиг на вода и дали ќе биде потребен дополнителен увоз на електрична енергија. Понатаму, овие дата центри трошат огромен капацитет на струја. Дали тоа значи дека поради тоа што струјата ќе се троши повеќе, ќе поскапи? И дополнително на тоа, ќе зависиме од дополнителен увоз, пошто оваа власт и тоа како добро е позната, имајќи предвид дека производствените капацитети во државата работат полошо од било кога во историјата на земјата и многу повеќе од било кога ние сме сега зависни од увоз на струја од странство. Пратеникот од ВМРО ДПМН Бране Петрушевски рече дека дата центрите се капитални инвестиции кои може да донесат странски капитал, нови услуги и знаења, како и да ја диверзифицираат економијата на Македонија. Според него, земјата не треба да ја пропушти новата индустријска револуција, додека инвестициите во дата центри може да ја позиционираат Македонија како регионален хаб за клауд технологијата, вештачката интелигенција и сајбер безбедноста. И да, дата центрите трошат многу енергија. Токму затоа треба да ги искористиме како катализатор за нова енергетска инфраструктура. ППА договорите со обновлива енергија, батериските системи за складирање на енергија и паметното управување со потрошувачката може да поттикнат нови инвестиции во обновливи извори и модернизација на електроенергетската мрежа. Социјалдемократите во опозиција предупредуваат и на влијанието врз животната средина, особено на загрејаната вода која се користи за ладење на центрите и можните последици за реките и биодиверзитетот од дата центрите, додека ВМРО ДПМН на власт повторува дека тие едноставно треба добро да се планираат и да бидат во согласност со сите утврдени стандарди.